Конкретно на Министерката за одбрана, согласно извештајот од специјалистот-психијатар, цитирам: "И се тресат рацете, не може да задржи мисла, има намалено внимание и концентрација, има проблеми во мислењето, збунета е и конфузна, има намалена волја, непријатни мисли и мора да вложува дополнителни напори да ги извршува истите работи што претходно ги извршувала." Почитуваната министерка, според извештајот на специјалистот, чувствува безцелност на нејзината активност и залагања и цели 3 месеци има повторувачки слики, обседната е, постојано е напната, често има немир, често има нарушен сон и инхибиција. Според специјалистот-психијатар, во психичкиот статус на министерката, која сама доброволно се јавила и доброволно ги вршела психијатриските прегледи, се констатира дека има оптеретен мисловен процес. Покрај оваа состојба на намалени когнитивни функции, на министерката ја е препишана и седативна терапија, односно 3 месеци е под седативи. Моето прашање до премиерот на Република Македонија е следно: дали согласно јавниот интерес, кој мора да биде над се, мислите дека има потреба за итно разрешување на министерот за одбрана, која е со наведените манифестации на психичката состојба и за која има писмен документ од психијатар, односно дали ќе ја разрешите? Благодарам на председателот на владата што ми даде можност да одговорам, за да пратеникот се увери дека сум психички и здрава и стабилна да одговарам на сите прашања. Исто како што сум здрава и стабилна да одговорам на сите лаги кои пратеникот упорно ги изнесува. Тоа што го читавте е извадок, да, точно, од вештачењето и се однесува на моето однесување за вашата лага, бескрупулозна, која изнесовте пред неколку месеци. Причината заради вашиот бес и немог да се справите со тужбата е тоа што всушност ве натера да излезете на оваа говорница и тоа да го читате. За тоа што опишува во тоа вештачење и што го предизвикало таквото моје однесување, се разбира дека ќе се видиме на суд.